тоа дека пред една година во февруари 2019 година на пресконференција рековте дека сите фирми што вршат прекопи треба тоа да го направат до почетокот на градежните работи. Прокопот беше на крај на градежните работи. Не ви е точна констатацијата, улицата не беше завршена, Евана изврши едвашка прекоп, не бев задоволен од тоа како изгледаше, постоеше опасност улицата да пропадне. И да имаме за неколку месеци дупка тука и од тие причини дадов налог да се поправи да се поправи таа линија на кабелот на Евана и како што гледате немаме ни прекоп, едноставно слејано е асфалтот и нема она што го беше по социјалните мрежи како експлоатација дека на нова улица се извршила. Сега додека траат градежни работи може да се прекопува. Секогаш додека траат градежните работи, суштината беше и Евана на време одговори на таа обврска, да речем заедно со реконструкцијата. Веројатно не можевте да го видите тогаш затоа што беше затворена за сообраќај, беше извршен еднашка прекопот, меѓутоа анализите покажаа дека не беше доволно добро затрупан тој кабел и постоеше опасност да оваа нова и убава инфраструктура пропадне. Господине Шилегов, Скопје и оваа година е рангиран во еден од најзагадените градови во светот. Што треба да се направи да се смени ова и што не е направено, што треба да се? Имајќи во предвид дека веќе, не знам, скоро 10 дена сме во познатата скопска магла, ние правиме сериозен мониторинг со цел да определени индустријски капацитети не ја злоупотребат малата видливост заради маглата за испуштање на недозволени гасови. Тоа го правиме секоја вечер со термални дронови, значи не ни смета тоа што е магла, бидејќи термално се решава. Ние работиме во коренот на решавање на проблемот. Неколку пати општам со јавноста. Главните компоненти се три. Едната е овој инспекцијски надзор кој што верувам ќе се согласите сите, инспекторатот на град Скопје е една од најактивните институции од тој вид и карактер во државата. Втората е на самиот крај, а тоа е решавање на јавниот транспорт со што ќе ги дестимулираме граѓаните да го користат автомобилскиот сообраќај, имајќи во предвид дека кога ќе го воведеме тој концепт, сме на самиот крај, некаде после нова година се објавува јавната набавка и тоа ќе се имплементира до крај на 2021. Ќе биде многу поекономично, поисплатливо и пологично да го користите јавниот транспорт како варијанта за превоз на луѓе отколку сопствениот автомобил. И третата, за мене клучна, е организираното затоплување на домовите. Тука имавме сериозна интервенција оваа сезона со тоа што како и да го завртиме околу 5000 оџаци помалце во нашиот град веќе зрачат, што не е доволно. Суштинско е да градски енергетски системи, конечно регулаторната комисија го надмине прагот на проблемот кој што го имаме со издавањето на лиценца со цел да трите мрежи ги добиеме и да можеме на граѓаните на организиран начин понудиме и социјални пакети да бидат дел од централното грејење, со што всушност и ќе се намали емисијата на штетни гасови за затоплувањето на домовите. Проблем е јавниот превоз се уште, не се кршат протоколите, има гужви во автобуси. Дали е можно редари да се постават за да направат ред во автобусите? Ако мислите на фотографијата што вчера излезе за наводна, да, дефинитивно е лажна вест, значи би замолил и вие медиумите, не мислам дека времево во кое што живееме, на вистина живееме во многу тешко време, од здравствен аспект, меѓутоа секако ова остава последици по нашето ментално здравје како луѓе. И затоа мислам дека и дел од медиумите треба да имаме општествена одговорност и да ги известуваме граѓаните во таа смисла. На дневно ниво, да не кажам на неколку сати ги примаме информациите за бројот на патници што ги користат автобусите со цел да се избегне гужва. Во главните градски линии кај што нашите анализи покажуваат дека имаме поголем број на патници од дозволеното, ги појачуваме линиите, односно го враќаме оној возен ред кој што е нормален. Сепак анализите на крај покажуваат дека ние во просек имаме околу 67% помал број на патници. Не велам дека не се случува да имаме автобуси каде што има поголем број на патници, меѓутоа тоа не е правило, тоа е исклучок. Се случува на по некоја линија, меѓутоа генерално не можеме да речеме
дека бројот на патници или јавниот транспорт во Скопје придонесува во лоша смисла на пандемијата. Градот Скопје постојано се шири, но исто така и трусно подрачје. Имавме земјотреси вчера, како што знаеме. Дали градот има информација колку се запазуваат стандардите, колку е безбедно за граѓаните? Она што е добро наследство што го имаме наследено е дека заради земјотресот катастрофален во 1963 година сериозно се дигнати стандардите на безбедност. Она што го знаме дека сите проекти или сите згради кои што се градат едноставно во постапката за добивање на градежна дозвола морат да поминат преку ИЗИС, да добијат и сеизмолошка согласност, така што мислам дека од тој аспект Скопје е безбеден град. Меѓутоа, природата е чудо, не можеме да бидеме генерално сигурни дека е тоа така. Она што јас инсистирам е да остане во делот од постапката мислењето од сеизмолошкиот завод со цел да објектите кои што се градат во градот бидат колку толку сеизмолошки безбедни. И дали планирате нови субвенции за инвертери поради загадувањето? Ние сме сега некаде на пресек. Јас денеска дадовме и налог да видиме да се изврши исплатата, мора да биде извршена на граѓаните најдоцна до 1 декември и потоа да ги видиме резултатите, ќе сублимираме. Како град годинава го повлековме градското субвенционирање заради тоа што имавме државна интервенција, меѓутоа очекувам дека во текот на наредната година повторно ќе ја вратиме градската субвенција за инвертери и за пелети.